Среда, 27 ноември, кратки вести во 12 часот. Во Охрид има 16 засолништа, од кои едно е неизградено со капацитет за само 2000 луѓе, информираат за Супер радио и Охрид прес од Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија. Од нив најголемиот дел се со блоковско сопствеништво, дел се фабричко, а дел се од Дирекцијата за заштита и спасување. Најголемиот дел, 1/3, се на булевар Туристичка, а ги има и на улицата Македонски просветители, 15 корпус, Сирма Војвода, Гоце Делчев, Пере Тошев, Стив Наумов, Никола Карев, Ѓорче Петров и Мирче Ацев, додаваат од дирекцијата без да одговорат на прашањето за состојбата во која се наоѓаат истите во моментов. Состојбата со скривниците стана актуелна деновиве откако светот повторно е на рап на војна. Скривниците се наменети за засолнување на граѓаните во случај на воени дејства или нуклеарен напад. Советот на општина Новаци денеска ќе одржи седница на која ќе се формира предпријатие за регионална депонија и врз основа на таа одлука сите општини ќе може да партиципираат за овој проект. Во еден од старите рударски копови на рек Битола треба да биде лоциран новиот регионален центар за управување со отпад. Таму отпад треба да носат 18 општини од центар Жупа, па надолу према Струга и Охрид, Кичево и сите оние од Пелагонискиот плански регион. Оваа идеја што треба комплетно да ги замени и затвори досегашните депонии се подготвува уште од 2010 година, но до денес не е реализирана. Дебарско-кичевскиот митрополит Тимотеј ќе биде погребан утре на Плаошкиот манастир во Охрид, одлучи Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква. За упокоената света литургија и опелото ќе бидат извршени во храмот Света Софија со почеток во 9 часот. На светата литургија ќе чиноначалствува неговото блаженство архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Градскиот совет денеска на вонредна седница ќе донесе одлука за прогласување ден на жалост на територијата на општина Охрид. Времето денес сончево со мала локална облачност, дува слаб ветер од променлив правец. Максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.